Македонија на странските инвеститори понатаму им нуди стратешка локација. Како држава сме раскрсница на два многу значајни европски коридори, тоа се коридорот 10 и коридорот 8, кои што има за цел да ја поврзат Централна Европа со Медитеранот преку Егејското море, тука мислам на коридорот 10, и коридорот 8, кој што има за цел да ги поврзе Јадранското и Јонското море со Црното море. Тоа се два многу значајни коридори, ние сме природна раскрсница и тоа можат сите странски инвеститори да го користат како предност. Следна предност е искусен и квалитетен кадар кој што можеме да им го понудиме, кадар кој што има знаење, нешто кое што представува наша компаративна предност во споредба со останатата наша конкуренција во регионот и уште многу работи, бидејќи граѓаните во Македонија се честни, работливи луѓе, народ кој што сака да работи, народ кој што сака да создава, си ја љуби својата земја и мислам дека тоа многу ќе значи и за инвеститорите. Инаку, ако се гледаат анализите кои што ги објавува Државниот завод за статистика, од оние нешто под 90.000 невработени во моментот кои што бараат активна работа, ако се исклучат земјоделците поединци, кои што се неколку илјади, би рекол и неколку десетици илјади, ако се исклучат и оние средношколци со 15-16 години, бидејќи таква е статистичката операција од 15 до 65, тогаш ние навистина ќе дојдеме до невработеност која што е под 5%. Дури и пониска од таа. Така што во периодот кој што следи треба да се насочиме на производи кои што имаат голема додадена вредност, за да можеме да го јакнеме и бруто домашниот производ, но и економијата во државата. Очекувам оној тренд на стапка на раст над 3,5% на реален БДП во услови кога Европа расте под 1%, да продолжи во периодот кој што следи, со консолидирање на европскиот пазар, бидејќи тој е нашиот најголем трговски партнер, повеќе од 2/3 од нашата размена е со Европската унија, очекувам да се засили овој раст, па зошто да не и да дојдеме до оние посекувани 4, 5, 6% раст на бруто домашниот производ.